pendientes. Vamos, ventanos. ¿Quién le ayuda? Listo, compa Merced. Јас, ако не се лажам, бев меѓу првите во Македонија што го на некој начин почна овој спорт. Уште 2002 година, првото патување до Истанбул и насад. Меѓутоа тоа помина без некој особено интерес и кај медиумите и кај луѓето. Така да, значи не сум професионален велосипедист, меѓутоа сега после повредата мене велосипедот ми има и поинакво значење. Не ми е само спорт, туку во исто време ми е и превозно средство. Многу слично на инвалидската количка што ја користев непосредно после несреќата. На некој начин ми станува и еден символ на движење, на постигнување на одредено расстојание што веќе ми е невозможно да го направам пеш или со трчање. Сите имаме некоја представа за Америка од сите филмови, од она што го гледаме во медиумите. Мене ми беше прв пат да одам таму, така да тоа што најмногу ми остави впечаток е оној дивиот дел од Америка, што ме импресионира на начин на кој што ниту една држава до сега ми го нема направено. Значи, зборуваме за западниот дел на Америка, кај што има многу малку население. Тоа се претежно пустели, без вода, без урбанизација. Значи, тоа е Колорадо, Јута и Невада. Тоа е баш буквално половина од Америка, половина од патот што го поминав. Не беше новина дека некој вози од едниот до другиот крај. Меѓутоа, скоро никој нема слушнато некој да го извози, например, тој пат со хендикап. Има со полесен вид и така натаму, меѓутоа, многу од нив беа инспирирани од мојата приказна, тоа дека исто го возам сам. Обично луѓето што имаат посебни потреби од оправдани причини одат со тим за поддршка, значи целосно си зависен од протезата, дали е се во ред. Ние немаме толку добра рамнотежа со самото тоа и не си толку сигурен на патот, зависиш од теренот и така натаму. Значи целото тоа да го изводиш сам и со овие ограничувања што ги предизвикува хендикепот, да, имаше многу добри реакции. Dejan exemplifies the qualities that one hopes to find in a courageous leader. I'm sure at times he's felt some fear as he headed off on some of these challenges in the unknown, but he's been ready to take risks and to challenge himself and to go beyond his comfort zone, as we all should be able to do in all of our many endeavors, and literally to go the extra mile, I'd say several thousand extra miles, to show others that a disability need not stop you from achieving your goals. Мене ми е навистина чест, привилегија и задоволство за ова признание. За нешто знаат, значи Американската амбасада беше главниот покровител на последниот настан, односно на четвртото мое патување во низ Америка, од Њујорк до Сан Франциско во должина од 5300 километри. И како што споменавме порано, главната цел е мотивација и посебно на лицата со физички хендикеп, со физички недостатоци, меѓутоа и на сите оние да направат чекор понатаму кон еден поактивен живот, кон еден зашто не и поздрав живот, значи кон возење велосипед. Цело време фокусот ми е на тоа како да се искористи ова внимание на медиумите за овие патувања, како да постигнам нешто повеќе за другите. Значи не е целата само јас да ги извозвам сите континенти, што е тоа? Што со таа ситуација во која што се наоѓаат луѓето во Македонија од оваа група, што со тоа што спортот е тотално неразвиен, се сведува на играње пинг-понг и уште некои други едноставни спортови. Значи се трудам да најдам начин како да се направи нешто повеќе, дали преку камп или преку некоја иницијатива. Така да го направивме првиот камп во Струга во јуни, крајот на јуни и јули. Беше еднонеделен камп за 11 деца.
И затоа што беше пилот камп, односно првичен, сакавме во детали да проучиме каква е реалната ситуација, како да продолжи тој. Тенденцијата е да се случува секое лето, меѓутоа и да расте за да ги задоволи потребите и на другите деца, односно на сите оние на кои што има потреби. Во идеална слика би имало многу кампови, значи луѓето преку еден физички ангажман, меѓутоа и креативни работилници, работење на нивната самодоверба и амбиција на некој начин да се разбуди кај нив лидерството, како да си го земат животот под контрола и како они да планираат каде ќе се запишат на факултет, каде ќе аплицираат за работа, да им ги дадеме сите тие основни работи и основни, како да ги кажеме, алатки или основни основи на кои што они ќе си ја зацртаат понатаму сами својата иднина.